точна е констатацијата, пета земја поред, нели, со статистички најголем раст, но тој раст во апсолутен износ е за жал еден од помалите во Европа. 1600 компании кои што исплаќаат плати над 1000 евра и имаме раст од негде околу 25% во однос на 2024 година. Или сакаме да воспоставиме ред, или сакаме да живееме во хаосот, да биде се како и до сега. Можеби и треба да има увоз на работна сила до оној момент додека ние не се консолидираме да ги задржиме нашите млади овде. Но за жал туроператорите веќе дестинацијата не ја сметаат за доволно атрактивни и ги пренасочија своите операции во Албанија, а Македонија нудат како дестинација на една или две вечери. Речиси 850.000 луѓе годишно умираат на работното место од стрес. Фирмите се жалат дека им не достигаат квалификувани кадри. Но има и компании кои исто така изразуваат незадоволство на платата. Сепак има и компании кои тријат раце од профитите. Гостин во ова издание на Трилинг ќе биде Огнен Огненовски, еден од основачите на Target Group, компанија за бонитетни извештаи. Добре дојдовте во емисијата. Добре најдов и благодарам за поканата. Кога бонитетот станува крвна слика за еден бизнис? Кога ќе се роди компанијата, веднаш станува крвна слика, како и што крвната слика станува веднаш главен извештај за секој живо битие, за секој човек. Бонитетот представува едно олицетворение на статусот и на кредибилитетот, но и на состојбата на една компанија во каква кондиција се наоѓа финансиска и во каква општествена улога игра во самата околина, но и се земаат во предвид во морето во кое што плива, односно во каква дејност функционира и ја обавува својата работа, така што во кратки зборови крвната слика, ако ни кажува какво е нашето здравје, бонитетниот извештај кажува какво е здравјето, финансиската состојба на една компанија. Ако идејата е капитал, дали понекогаш парите се отепувачка? Па идејата беше капитал до пред неколку декади. Јас верувам и сум уверен дека идејата повеќе не е капитал во едно општество. Напротив, идејата е еден никулец од каде што треба да започне да се развива било кој бизнис, но многу други вештини и способности се пред се важни. Оно новото Your Network is Your Network, значи самата наша мрежа на окружување прави да сме тоа кои што сме. Идеи имаме сите и не само што имаме сите, туку имаме и стотици или илјадници идеи како индивидуи, но реализацијата е таа која што е главни, пресудна за една идеја да види бел ден. Така да идејата во новото време според мене е една од најмалку важните работи, бидејќи ги имаме сите, ги имаме во изобилие, но организацијските способности за реализација и за исплавување на таа идеја на површина се оние клучни за секој бизнис да биде успешен. Огненовски, вашиот став е дека македонската економија мора да се чита преку податоци, а не преку претпоставки. Сметате ли дека владините проекции, дека сме пета земја по раст на БДП се издржени и се базираат исклучиво на статистички податоци, а не врз паушални или помалку шпекулативни податоци? Точни се податоците, но ајде да видиме, имаме повеќе нивоа на интерпретација на одредени информации. Затоа е важно оние кои што ги даваат во оптек податоците да имаат целата перспектива и целата димензија за читателот или оној кој што ги гледа да може да ги разбере. Ако јас имам 100.000 евра приходи и мојот конкурент има 1.000.000 евра приходи, растот од 3% ке мене и ке него не е еднаков во апсолутна вредност. Јас би пораснал 30.000 евра, он би пораснал 300.000 евра. Така и со македонската држава. Нашето ниво на развој е доска пониско во однос на европскиот развој, така што од нас се очекува да растеме многу побрзо во просек од европската економија, но за жал тој апсолутен раст е многу помал од европските вредности на просек. 3,5% просечен раст на нашата економија би требало да се повторува 30 години за да стигнеме некаква европска средина.
Европа, доколку порасне 1%, ние треба да порастеме многу повеќе кратно повеќе од тој 1% просечен европски, за да можеме да кажеме дека сме го стигнуваме тој европски просек. Инаку точна е констатацијата, пета земја поред, нели, со статистички најголем раст, но тој раст во апсолутен износ е за жал еден од помалите во Европа. Дали тоа значи дека во овој дел не може доволно многу да се пофалиме, туку сепак дека станува збор за соевидна мала стагнација? Стагнација. Не би се сложил дека е стагнација, бидејќи сите индикатори, критериуми укажуваат на раст. Кога имате над 0,1% раст, тоа е раст. Дали тој раст е доволен? Одговорот ќе го најдеме во брзината на темпото кое што ја трчаме нашата патека. Ако нашата патека е да го стигнеме европскиот просек за 20 години, ова е спор. Ако нашата цел и нашата визија, како и секоја компанија која што има две основни цели, визија и мисија за да ги постигне целите, ако нашата државна стратегија и визија е да го стигнеме европскиот просек за 20 години, стратегијата која што имаме избрано со 3-3,5% раст, па макар и 5% раст, нема да не однесе до таа цел. Дали за Македонија е доволен економски раст од 4 до 5%? Јас лично сметам дека 7+ % се доволни за да имаме некакво придвижување видливо за обичниот граѓанин, за граѓанинот кој што ја создава таа бруто домашна вредност во државата. Све што е под, според мене, просекот од 5-6% не е видливо и осетливо во секојдневието, бидејќи на брз начин ефектот ќе го примети обичниот, пак ќе кажам, граѓанин после 4-5 години со последователен раст од барем минимум 7% бруто домашен производ. 100 компании генерираат скоро 40% од приходите или над 15 милиарди евра, а 500 компании дури 60% или 24 милиарди евра. Дали ова е силна концентрација или слабост за македонската економија? Не би рекол дека е слабост, дека е силна концентрација но паритетот 80-20 не постои само кај нас во Македонија. Ако се земат најсилните и најуспешните компании од Европа, од Соединетите Американски држави, повторно ќе видиме дека 20% од компаниите го носат 80% од капиталот, односно од приходите во самите економии. Така да не треба да не чуди тоа дека најголемите приходи доаѓаат од топ 10-20% компании кај нас. Едноставно тоа е паритет кој што не можеме да избегаме од таа, да би рекол, сила која што е природна и можеме да влијаеме на неа со бустирање, односно со развој на стартап заедницата, со развој на останати компании, но многу тешко да го смениме општо тој паритет од 80-20. Кои индустрии денес даваат движечка сила или го водат економскиот раст, а кои сектори се губат полека? Сите компании кои што обавуваат дејност дигитална, се оние кои што ја предводат било која, кои што ги предводат индустриите, дејностите. IT секторот, како пример, е еден од оние кои што благодарение на растот во последните 4-5 години, кој што изнесуваше негде околу 60% раст на дејноста во однос на приходите од 2022 до 2025, е еден од најбрзо растечките дејности. Енергетиката е исто така. Градежништвото е исто така дејност која што успева да порасне над двоцифрено во последните 3-4 години. Иако овие дејности се, ако ги споредам, IT секторот потребни се луѓе за создавање на таа вредност, многу повеќе од секторот на градежништво, бидејќи фактите го зборат тоа, односно бројките го зборуваат тоа, колку повеќе луѓе има во IT секторот, толку растат повеќе приходите. Тоа не е случај со дејноста на градежништво. Градежништвото во Македонија бележи стагнација или пад на бројот на вработени, за 10% помал број на вработени во последните 4-5 години. Многу
имаме повторна раст на приходите од околу 10% во однос на последните неколку години, а од друга страна имаме за 80% зголемена профитна маржа, што значи дека продуктивноста по вработен во дејноста на градежништво е многу зголемена, додека во IT секторот е намалена, бидејќи притисокот на платите во овој сектор многу влијае врз продуктивноста на, односно ефикасноста на генерирање на профит на овие компании. Колку денеска задолженоста на државата е проблем? Видете, задолженоста на државата како информација би ја споделил дека е некаде една од клучните да една компанија биде ликвидна, бидејќи што значи задолженост? Задолженост значи доколку ние реализираме одреден проект, фактурираме одредена компанија или државата ја фактурираме, доколку таа фактура не ни биде навремено платена, велиме дека ние не сме ликвидни. Ние имаме прикажано приход на страната на приходи, нели? Но немаме наплата. Апсолутно сме во ликвидносен ризик. Така што ако државата е све поголем работодавач или проектите идат, односно капиталните проекти идат се повеќе и повеќе преку државата, а паралелно не се развива приватниот сектор, тогаш влагаме во таа, да речам, замка би ја нарекол, како круг на ликвидносен ризик помеѓу B2G, односно владата и приватниот сектор. Нема крив, нема ниту влада, ниту приватен сектор се криви за таа ситуација. Едноставно мора паралелно двете структури да се развиваат со иста брзина, и владата, односно и државата, и компаниите. За да не дојде одреден сектор да е поразвиен, еве ќе земам вештачка интелигенција како пример, колку побрзо се имплементира во секторот, во приватниот сектор, толку брзо, со таква брзина треба да се имплементира и во владините институции. Бидејќи доколку не се имплементира, тие институции ќе бидат многу помалку продуктивни и едноставно нема да можат да го опслужат пазарот во кој што функционираат нивните компании, односно македонските компании. Огненовски, до кога државата ќе биде најголем работодавач кај нас, а воедно и најголем должник? Голем дел од македонските компании се жалат околу проблемот со наплата, например. Ова динамика, јас мислам дека се менува. На пазаров сме присутни 13-14 години. Ако ја споредиме само последнава декада, но со доста голема брзина се менува идејата за секоја индивидуа која што живее кај нас во Македонија, каде се ја гледа својата иднина, дали се ја гледа во приватниот сектор или во претприемништвото или во владиниот сектор. За жал би рекол, ако еден IT програмер или било кој девелопер или човек кој што работи административни работи на висока позиција во приватниот сектор, не може државата да му ја обезбеди таа плата. Сениор девелопер, односно програмер во приватниот сектор работи за 4, 5, 6 евра плата, едноставно во државата имаме максимални плати од 70 на 80 денари. Точно не го знам износот, коригираме ако знаеш. Во суштина имаме бариера за влез на квалитетни кадри во државата. Државата треба да ги вработува тие кадри, но едноставно има лимит на максимална плата која што може да ја даде на одреден вработен. Која не е примамлива, која што не е примамлива за приватниот сектор и тој човек едноставно по природата на нештото не ја избира државата како основен работодавач, туку го избира приватниот сектор. И нема да се сложам дека државата е се поголем и поголем работодавач, напротив, државата станува се помал и помал работодавач, бидејќи ја губи конкурентноста со приватниот сектор. Приватниот сектор овозможува многу подобри услови од што овозможува самата држава, така да со мали корекции мислам дека конкурентноста на државните позиции сепак е чест да се работи за секоја држава во која што живееме, ако се слагаш со мене и останатите слушатели гледачи, бидејќи тука се јавува она чувство на припадност, на идентитет, дека помагаш и допринесуваш за општиот раст и развој на сопствената држава. Кои колку македонски компании даваат плата од 1000 евра па нагоре? Направивме една таква анализа неодамна. Идејата беше да се издвојат просеците на сите компании кои што во просек исплатуваат над
60.000 денари просечна плата на ниво на компанија. За да ја го објаснам методологијата, значи таму не се работи во тие компании дека сите земаат над 1000 евра плата, но просекот на вработените во тие компании е над 60.000 денари. Такви компании во Македонија има се повеќе и повеќе. Моментално се 1600 компании кои што исплаќаат плати над 1000 евра и имаме раст од негде околу 25% во однос на 2024 година. Сите овие компании во Македонија вработуваат 39.000 луѓе. До минатата година вработува 29-30.000 луѓе, што значи дека за 10.000 вработени е зголемен бројот во компаниите кои што исплаќаат просечна плата над 1000 евра, што е за пофалба, бидејќи е позитивен индикатор, позитивен критериум, бидејќи таа плата ние во нашата анализа ја сметавме за некоја поидовна точка каде сакаме да стигнеме, доближувајќи се до тие европски вредности како европски просеци како држава. Огненовски, како е возможно да се отвораат фирми без вработени, а да се прави профит во милионски суми? Секоја држава малтене во светот го дозволува тоа. Не е измислена можност од нашата држава, значи тоа го имате како закон кој што функционира во повеќе европски земји, во Америка и така натаму. И направивме анализа на ситуацијата кај нас. Негде околу 1900 компании има во Македонија кои што генерираат приходи, а немаат ниту еден вработен. Зошто е тоа така? Резултатот покажува дека овие компании генерираат негде над 90 милиони евра приходи вкупни. Чисто за паралела, 90 милиони евра приходи генерира целиот сектор за сметководство и ревизија во Македонија, кој што вработува над 4000 луѓе. Споредбата намерно ја кажувам бидејќи сакам да изразам фокус на делот. Колку одредени компании можат да бидат продуктивни, а при тоа да не се потребни луѓе. Би го исклучил, односно би ги вклучил сите типови на компании кои што учествуваат во 1900 компании кои што генерираат приходи без вработени. Не се работи за сива економија или за нешто што е нели непознато, па сега ќе измислуваме зошто и како. Едноставно најголем број на компаниите се основани од лица кои што работат фриленс, кои што работат со услуги за странски држави, кои што при тоа не одлучуваат да се само вработат, веројатно избегнувајќи го трошокот за пензиско, социјално, инвалидско осигурување и одлучуваат тие средства по пат на добивка да се ги исплатат како сопствени примања. Кои се најбрзо растечки македонски компании денеска? Најбрзо растечките компании во Македонија се од повеќе дејности. Во последните години доаѓаат пред се од секторот градежништво, што не е за изненадување поради експанзијата која што гледаме што се случува околу нас. Имаме компании кои што пораснале по 5 до 10 пати во однос на нивните приходи во последните 3 до 4 години. За да кажеме дека една брзо растечка компанија значи дека според критериумите треба да исполнува минимум 200% раст во последните 3 години. Такви компании имаме све повеќе во градежен сектор, во секторот на IT секторот, стартапи кои што се занимаваат со продажба на услуги надворот нашата држава. Имаме примери каде што компанија основана пред 5 години стигнува до вкупен приход од 15 милиони евра продавајќи ги услугите на цел свет, во целиот свет. Така да тоа се компании пред се, ако можам да ги окарактеризирам, кои што продаваат дигитални услуги, бидејќи само тие услуги се возможни да се продадат преку границите, а при тоа да не излеземе ние самите физички надвор од нашите граници, и градежниот сектор, бидејќи е во експанзија и цените кои што дојдоа на сериозно висок праг во однос на последните пред 5 години, дополнително влијаат на нивните резултати, односно на вкупните приходи на компанијата. Како го оценувате овој градежен бум? Речиси на секој чекор се дигаат згради, а во исто време податоци од Народна банка
па и од Државниот завод за статистика велат дека голем е бројот на станови кои зјајат празни. Не сум градежен експерт, сум експерт по податоци и анализирајќи ги бројките, можам да го кажам следново, а тоа е секоја цена која што има купец е реална цена. И верувам дека сите ќе се сложат со мене. Ако имаме на пазаров услуга која што вреди 10.000 евра, а никој не ја купува, таа услуга не вреди 10.000 евра. Значи, ако имаме станови во Македонија каде што цената им е 2.500 евра, 3.000 евра, а од друга страна имаме купци за таа цена, не постои друго економско правило кое што ќе го поништи ова. За секоја цена потребни се понуда и побарувачка. Што значи ако има се додека има побарувачка, цените може да растат уште. Апсолутно, апсолутно. Значи ние треба да го движиме мислењето кон тоа дали побарувачката го ја задоволува понудата, а не дали цената иде нагоре или не иде нагоре. Едноставно цената ќе иде нагоре до тогаш додека има простор да иде од отпорот што го создава купецот, односно побарувачката. Ние можеме да пуштиме во оптек 1000 станови, а во суштина да имаме 1200 побарувачка. Така да тие 1200 побарувачка на станови ќе создарат притисок врз ова понуда од 1000 и автоматски ќе ја дигнат цената. Дали со зголемувањето на понудата ќе се направи олабавување на притисокот на понуда на побарувачката е одговор кој што може да дадат експертите од градежниот сектор, бидејќи само тоа правило влие врз диктирањето на утврдувањето на цената. Благодарам за интервјуто и гостувањето. Благодарам на поканата. Огнен Огненовски, извршен директор на Target Group и бизнис мрежата. Секако дека не можеме да бидеме задоволни од местото на кое се наоѓа УКИМ, односно го нема на ранглистите, таму каде што би требало да биде и посакуваме да биде. И секако дека на ова силно влијание имаше промената на Законот за високо образование од 2018 година, кога претходно простоечките критериуми за избор во звања беа укинати. Па може би ќе се сетите дека кога беше донесен законот 2008, мислам, каде што се бараа критериуми, почна УКИМ полека да се подкрива и стигна до ова 1990, кога се укинаа критериумите за избор за звања, повторно УКИМ почна да паѓа.